Вака, овој амандман се однесува на тоа што сега го зборуваше колегата Бојан Стојановски, но во спротивна насока во суштина. Но пред да искоментирам за самиот амандман, јас морам само неколку работи да прокоментирам кои потекнаа од дискусијата претходно, дека ние во ниеден момент не кажавме дека е лесно да се преземат овие чекори, но најлесно е да не се направи ништо и да се направи компромис стално во поглед на општото зло. Некако така мене ми се чини дека е поставена ситуацијата. Затоа што законот во оригиналната форма сакаше да ограничи рекламирање во јавноста на коцкањето. Така, сега ние во Македонија се соочуваме со таква ситуација каде што дел од медиумите, ово искрено ќе го кажам, дел од медиумите зависат од парите од коцкарниците, се одлучили на таков бизнис модел. Сега мораме некад да ставиме прст на чело и да кажеме, ако некој одбрал погрешно, треба да ги сноси последиците на тие грешки. Така, нели е тоа целата логика на тоа дека ние требаме да бидеме конкурентни на пазарот. Ако нашиот медиумски пазар предпочитува дека не може да се рекламираат корозивни работи како коцкање, тогаш тие кои зависат од рекламирање на тоа, едноставно треба да ги сносат последиците на тоа што се определиле за таков бизнис модел. Сега, јас сакам неколку работи да посочам во поглед на овој амандман и што ние предлагаме. Вие предлагате олеснување, ние предлагаме затегнување. На каков начин? Првиот аргумент на оние кои лобираа за овој амандман беше дека на нив им се ускратува правото да рекламираат коцкарници, додека тие ќе може да се рекламираат преку инфлуенсери, на социјални медиуми, на настани и така натаму. Ние го разбираме тоа, мислиме дека не е фер, затоа предлагаме амандман, почитуван заменик министре, да го забраниме рекламирањето и таму. Не да одиме во насока на задоволување на еден мал дел од нашето општество, за да се испушти шансата да регулираме голем проблем во Македонија. И затоа што кажавте вие претходно дека не можеме да очекуваме резултати веднаш, овој амандман, почитуван заменик министер, е токму за резултати долгорочни. Ова не е амандман за веднаш. Никој не ги тера на клоци одма, како што ви имплициравте дека ние сакаме да исчезнат. Еве што е поентата на овој амандман. Овој амандман треба да направи денормализација на коцкањето во општеството. Сакам сега да ви го обрнам вниманието на неколку работи. Маркетингот, особено маркетингот во коцкањето, во изминатите неколку години, станува се по-софистициран и најголемиот проблем во тој маркетинг е што коцкањето од некоја екстравагантна активност, може би вие кои сте постари од мене памтите, јас го памтам отприлика тој филм, дека некогаш коцкањето беше нешто посебно, нешто посебно искуство, посебно за посебни луѓе, значи така се рекламираше. Сега коцкањето се рекламира на начин да стане нормален дел од животот секојдневен. Значи се рекламира на начин да биде нормална социјална активност. Еве ќе искоментираме за спортското обложување, тоест коцкање, реално тоа е, спортското коцкање. Сега се наметнува вредност дека ако си ти фан на фудбал, па ти мора некад да се коцкаш, тоа е дел од идентитетот на човек кој следи фудбал. Значи, психолошкиот елемент на маркетингот во коцкањето еволуира, а државата уште се понаша како да регулираме рекламирање на коцка од пред 20 години. Сакам да кажам, се соочуваме со многу посериозен монструм, неголи што сакаме овде да си признаеме. Монструм во смисла на модел кој е наменет на најниските страсти и несигурности на човекот да профитира, да го привлече во нешто што ние не сакаме да се привлечат нашите граѓани. Дали на некој му е окей нашите граѓани да бидат привлекувани кон коцкање. Затоа, ова е за денормализација на коцкањето, како социјална институција, затоа што сега коцкањето е како социјална институција интегрирано во нашето општество. Значи, цели кругови на луѓе зборуваат за коцкање во нивната социјализација,
Значи, збориме за стари луѓе кои се дружат во населби, за млади момци особено. Значи, ние сме помирени дека во социализацијата на нашите граѓани нормално е да се идентификуваат со коцкањето. Значи, веќе не станува збор за нешто што е инцидентно, туку нешто што е секојдневно. И затоа треба да се регулира на начин на кој што треба да се регулира. Што е проблемот? Рекламирањето на коцкањето. Прво, на тие кои коцкаат, ги подсетува повеќе да коцкаат. На тие кои пробуваат да се опорават од коцкање, им дава тригери да се коцкаат. Не им давате на луѓето се опорават од коцкање. Професионалци во Центар за ментално здравје работат со нив и затоа што вие не сакате да изгласате, ќе дојде човек од дома, ајде, Моцарт, адмирал Казим, одвратно. Значи, жими се одвратно. Одвратно, не може медицинските професионалци да работат со овие луѓе затоа што собранието не сака да ги заштити, да го заштити сопственото општество. Понатаму, децата кога го гледаат коцкањето, како се рекламира, децата не знаат за теорија на веројатности. Децата не знаат за последици на зависност. Ама знаете што знаат децата? Децата знаат да препознаат дека возрастните околу нив веруваат, например, на некој институт, дали е тоа спортски клуб, дали е организација. Значи, се дава легитимитет преку возрастните на настани, на клубови, на такви работи, и сега детето вика, аха, ова има легитимитет кај возрастните, тука го среќава коцкањето како форма во која се рекламира, нели? И на детето по асоциација му станува и тоа нормализирано, затоа што нема критичко размислување да расуди за теоријата на веројатности, што е во суштината на коцкањето и зошто е непродуктивно за луѓето. Во нашиот амандман предлагаме забраната, значи, да се прошири, вели, спонзорирање, рекламирање, промовирање или истакнување назив, трговска марка, лого, интернет страница, апликација или друг препознатлив знак на приредувачни игри на среќа на спортска опрема, спортски терени, спортски објекти, спортски надпревари, спортски клубови, спортски федерации, културни настани, младински настани, образовни настани, медиумски емисии, интернет портали, социјални мрежи или преку јавни личности, инфлуенсери и други промотори. Значи, се зголемува опсегот на забрана каде што можат коцкарниците да се рекламираат. Не да одиме во компромис, напротив, да биде забрането за сите. Ако ни се жалат едни дека не може да рекламираат, не може никој да рекламира, бе. Едноставно тоа треба да биде одговорот на собранието. Во последните моменти од ова, сакам уште нешто да посочам што е многу опасно. А тоа е рекламирањето преку инфлуенсерите, преку персоните на социјалните медиуми. Зошто е тоа проблематично и зошто сакаме одма реакција од оваа комисија во овој моменти од вас, замениче министре, да ми дадете сега детален одговор за овој амандман, пошто сакавте детална дискусија. Што е проблемот? Кога не пратите, тоа е тоа. Ај се кладам дека не пратите. Значи, што е проблемот со инфлуенсерството? Инфлуенсерството е парасоцијално пријателство. Значи, парасоцијално пријателство. Тинејџерите, децата и младите возрастни влегуваат во парасоцијално пријателство со персони на интернет. Тоа значи дека кога овие луѓе рекламираат, тоа е рекламација на основа на емоција и доверба, а не на комерцијален елемент како што го има во другите начини на рекламирање. Значи, ние наместо да го регулираме и овој простор, ние го оставаме во сива зона. Значи, кај инфлуенсерите и нивното рекламирање на корозивни процеси во општеството има многу поголема опасност од комерцијалното рекламирање, бидејќи има емотивна врска во овој случај. Затоа, колеги пратеници, ве повикувам, најпросто, еве 10 минути зборев најпросто. Може ли да изгласаме да не може да се рекламираат коцкарници во Македонија кај ќе им стигне? Толку е просто прашањето. Ви благодарам.